Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Еве не и ова понеделничко утро, 20 декември 2021 година. Денеска сме понеделник, уште 11 дена до крајот нова година или до почетокот на новата 2022 година. Еве неколку сервисни информации и ова утро, што се однесува до времето, ќе имаме умерено облачно, малку студено и малку сончево, значи температурата ќе биде измешана, некаде од минус 2 степени па во јужните делови до 7 степени. Значи променливо е времето, се менува, преку ноќ е прилично студено, но преку дента се уште може да го видиме сонцето и неговите зраци. Ова е Христијанско радио, почитувани гледачи. На почетокот на нашата програма ние ќе се помолиме повторно на Господа. Драги Боже, фала Ти за ова прилика што можеме да бидеме повторно заедно. Ти благодариме и за овој нов ден и новиот живот што ни ги подаруваш. Се предаме во Твоите раце да не чуваш и водиш според Твојата милост во Исусово име. Амин. Еве на почетокот сакам да прочитам и да го отпочнем ова наше утринско дружење со неколку капки на мудроста. Најголема потреба на светот е потребата од луѓе кои не можат нито да се купат, нито да се продадат. Луѓе кои во длабочината на својата душа се праведни и честни. Луѓе кои не се плашат гревот да го наречат со неговото вистинско име. Луѓе чија совест е верна на должноста, како што магнетната игла му е верна на полот. Луѓе кои ќе стојат на страната на праведноста, па дури и небото да се урне. Понатаму, продолжуваме со капки на мудроста. На секој младич и дете му е доделена одредена работа која треба да ја изврши за да се облагороди човештвото. Значи, секој од нас има некоја своја улога во ова човештво или во животот на оваа планета. Оној кој се покажал верен во најмалото, се покажал верен и во големото. Ниедно влијание не е толку моќно како она со кое сме обкружени во нашите први години. Наистина, кога детето ќе се роди како бебе, привлекува најголемо внимание на семејството, на домашните. Не само на родителите, тука се и бабите, дедовците, чичковците, војковците, значи сите, центар на вниманието е малото бебенце. Не ги учете своите деца да мислат дека вашата љубов кон нив мора да се покажува во попуштањето и исполнувањето на сите нивни желби. Учите ги да бидат марливи и штедливи. Навистина, ова се две многу добри карактерни особини. Децата да ги учиме да бидат марливи и штедливи. Секое дело во животот го открива карактерот. И само оној кој во малите должности ќе се покаже како добар работник ќе биде почестен од Бога со доверување на поголеми одговорности. И навистина ова вреди уште еднаш да го прочитам. Секое дело во животот го открива карактерот. И само оној кој во малите должности ќе се покаже како добар работник ќе биде почестен од Бога со доверување на поголеми одговорности. Наистина, тоа е така, почитувани гледачи. Одиме сега на нашата утринска порака. Ово утро, утринскиот стих го наоѓаме во Библијата, во Откровението 21 глава, првиот стих. Насловот е Едемскиот живот. И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа и море
немаше веќе. Небото е школа, неговата област на проучување Вселената, неговиот учител бесконечниот. Гранка на оваа школа била отворена во Едем. И кога планот на спасението ќе се оствари, образованието повторно ќе продолжи во небесната школа. Пророкот од Патмос вака го опишува местото каде што се наоѓа школата од вечноста. И видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегува од небо, од Бога стокмен, како невеста која е украсена за својот маж. Откровение 21 глава, 1 и 2 стих. Давањето плод од дрвото на животот во Едем било поврзано со услов и на крај било ускратено, но даровите на идниот живот се без услови и вечни. Кога ќе биде вратен во Божјата близина, човекот, како и во почетокот, повторно ќе биде поучуван од Бога. Затоа мојот народ ќе го познае моето име и ќе биде повторно почитуван. И ќе свати во оној ден дека јас сум истиот кој вели еве ме. Божите деца ќе можат да ги истражуваат сите скровишта на Вселената. Ние со неискажано уживање ќе учествуваме во радоста и мудроста на безгрешните суштества. На располагање ќе ни стојат богатствата стекнати во текот на многу векови на размислување за делата на Божите деца. А како што ќе минуваат годините во вечноста и понатаму ќе донесуваат се пославни откровенија. Прекумерно над се што бараме или мислиме, ќе ни бидат вечно дарувани како Божи дарови. Животот на земјата е почеток на животот на небото. Воспитувањето на земјата е запознавање со принципите на небото. Животната професија тука не подготува за животната професија таму. Оно што сме го сега во карактерот и во светата служба однапред ни кажува за оно што ќе бидеме. Еве, почитувани гледачи, ова беше утринската порака на Јован Богослов, затвореник на островот Патмос. Иако ѓаволот, сатаната, преку тогашните политички водачи сакале да го замолкнат големиот Јован и го испратиле на островот Патмос, таму меѓу камењата, да нема контакт со луѓето, мислејќи на тој начин дека ќе го замолкнат да не проповеда за Бога, за ова радосна вест за Исуса Христа. Меѓутоа, Бог на Јована му открил прекрасни откровенија додека се наоѓал на тој остров како затвореник. И тој добива една прекрасна слика што ќе се случува во едемскиот живот. Пророкот го опишува тоа место кај што луѓето ќе се школуваат, како овде што читавме, и видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. Очигледно, ова ќе биде нешто величествено. Никош човекот такво нешто не може да доживее денеска, само ќе го доживеат оние спасените. Оде пишува дека повторно човекот ќе биде вратен во Божја близина. Човекот, како и во почетокот, повторно ќе биде поучуван од Бога. Знаеме, според Библијата во првата глава и во втората пишува дека Господ се среќавал секој ден попладне со Адам и Ева во Едемската градина. Тој ги поучувал, тој разговарал, се дружил со нив, односно тие со Бога. Таа комуникација, таа средба со Бога е прекината кога човекот паднал во грев. Бог дозволил уште некое време рајот да биде нова земја, потоа го повлекол горе на небото. И затоа денеска нема рај на оваа земја, зашто постоела опасност Адам и Ева како грешници да и понатаму јадат од дрвото на животот и да си го продолжуваат својот безгрешен живот, односно грешен живот. И затоа Бог го трга, го зема рајот горе на небото. Знаеме да во Едемската градина постоеле две дрвја. Дрвото на познавањето на доброто и злото и она дрво кое го продолжувал животот на човекот. Адам и Ева каснале од она другото дрво кое било забрането и затоа тие станале грешни и Бог морал да ги истера
od Edемската градина. Но овде Јован ни укажува дека повторно таа хармонија, таа заедница ќе биде воспоставена помеѓу Бога и човекот. Животот на земята е почеток на живот на небото. Воспитувањето на земята е запознавање со принципите на небото. Животната професија тука не подготвува за животната професија таму. Оно што сме го сега во карактерот стекнале и во светата служба однапред ни кажува за оно што ќе бидеме. Затоа, почитувани пријатели, драги гледачи, треба се трудиме денеска да нашиот карактер биде што повеќе и повеќе сличен на Господа Исуса Христа. Продолжуваме со песна, а потоа повторно се враќаме во нашето студио. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si. Na krstu radi nas, usamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pre stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si. Koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen
gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene kao cvet koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Evo ne повторно назад, почитовни гледачи, пред да продолжам со програмата, би сакал да ви понудам еден маркер на сите вас кои ја следите нашата емисија, бесплатен маркер на кој пишува срекна нова 2022 година и еден убав библиски текст. Така да сите вие кои сакате да го имате бесплатно, јавете се во нашата редакција, пишете ни, а ние ќе ви го испратиме по пошта, да го имате, да се сеќавате и нека овој благослов не прати сите нас во новата 2022 година. Значи, напишете ги вашите податоци, вашата адреса, а ние ќе ви го испратиме на вашата домашна адреса. Продолжуваме да размислуваме и ова утро, почитувани гледачи, за молитвата. Продолжуваме да го следиме животот на Роже Монро, човек исполнет со вера и молитва во Господа. Доживел интересни доживувања, интересни случаи и едноставно ние кога читаме за него се одушевуваме. Денешниот наслов молитви со високи камати. Еве ќе ви пренесам повторно неколку интересни мисли од книгата Неверојатни одговори на молитва од Роже Монро. Еве тој што запишал. Тоа се случи брзо по искуството во Хадсон, кога моето внимание го привлече текстот од копнежот на вековите. Науката за спасението не може да се објасни, таа може да се запознае само со искуство. Тој текст ми падна на ум, додека размислував за него, читав Библија и се молев во врска со тоа, барајки Божиот Свети Дух да ми го осветли спомнатиот предмет. Бог одговори на моите молитви и во период од 2 години. Неговиот дух ме водеше низ бројни искуства кои ми помогнаа во разбирањето за она за кое што се молев. Тогаш стана сосем јасно дека молитвите испрскани со Христовата крв се почетна шајка што може да изврши притисок врз подготвителната врата на сатанската тврдина, а потоа таа широко да се отвори. Значи молитвата отвара и такви врати кои сатаната чврсто ги затвара. Меѓутоа Бог преку молитва и нашата вера во Бога може да отвори секоја врата. Тие молитви ја донесуваат во умот силата на Светиот Дух кој може да ги скроти силите на темнината, да ги ослободи оковите на духовните робови и да ги одведе во Христова слобода. Дозволите да ви го објаснам тоа. Во текот на многуте години размислував за искуството на апостол Павле. Се зачудив што Исус на тој човек на патот за Дамаск му објавил дека неговата посветеност на верата е погрешно насочена. Знаеме што и како работел апостол Павле. Тој верувал во Бога, но на погрешен начин искажал својата вера, ги затварал, ги прогонил христијаните и ги носел во затвор во Дамаск. И тогаш му се јавил Исус Христос. Размислете за ова. Господ на славата му говори тоа на човекот кој ги гонел верниците во затвор, кој со своето дејствување многумина од нив ги испратил во смрт и кој дури и уживал во тоа кога некој ќе натерал да хулат на Бога. Во мојот ум се појавија прашања. Зошто Бог би го следел Савле на патот од Тарс? Дали Бог бил пристрасен кога на Савловото спасение работел различно од спасението на другите луѓе? Додека еден ден седев во мојот автомобил и чека во другиот ред пред сервисот за миење коли, во мојот ум стигна гласен и јасен одговор. Имав отворена Библија и читав од текстот во првото послание до Тимотија, 2 глава, од 1 до 2 стих.
Молам пред да се прават просби, молитви, молби, благодарности за сите луѓе, за царевијат и за сите кои се на власт, за да можеме да проживеме тих и мирен живот во сета побожност и честност. Веднаш ми падна на памет или на ум текстот од 7-миот том на сведоштвото кој одамна го запаметив и сега го сватив во целост и со ново значење. Ние не сваќаме доволно колку е голем судерот кој се одвива меѓу невидливите суштества, судер помеѓу верните и неверните ангели. За секој човек се борат добри и зли ангели. Тоа не е замислена борба. Ние учествуваме во вистински, а не во нереални битки. Се соучуваме со најмокните противници и на нас е да одлучиме кој ќе победи. Нашите сили ние треба да ги црпиме таму каде што ги црпеле и првите ученици. Тие сите еднодушно беа постојано на молитва и молење. Почнав да гледам на големата важност што апостол Павле ја придавал на силата на посредничката молитва во спасувањето на безбожните. Неколку денови порано ја читав за своето утринско богослужение 19 глава на Дела на апостолите, во Новиот Завет и коментарот на тој текст од Елена Вајт под наслов Ефес, во книгата Дела на апостолите. Видов дека Павле со група млади верници се сретнал во Ефес, главниот град на поголемата провинција на Римската империја. Ефес не бил само најраскошен, туку и најрасипан град во Азија. Светската историја го смета Ефес за еден од најголемите окултни центри во старата Римска империја. И затоа апостол Павле посебно става нагласок на тој град. Тој често го посетувал Ефес и работел, односно го проповедал словото. Сатанската сила над луѓето била урната, а психичките болните, астролозите, оние кои ја прорекуваат среќата и кои ги обожаваат духовите, му се обратиле на Христа. И затоа Павле сериозно се молел за жителите на тој град. Тој постел, се молел, всушност тој имал посредничка молитва за овој град. Ги донел своите книги, кои пишувале за окултните потвати, па ги палеле пред сите. Значи имало луѓе кои гатале, кои биле вражачи, имале своји окултни книги, ги донеле во центарот на градот и ги запалиле. Целосната слика почна да се обликува во мојот ум кога ги сватив опомените на Павле до Тимотеја, кој во тоа време бил проповедник во Ефеската црква и работел на преобратување на ефесјаните кои биле длабоко вкоренити во паганизмот. Заклучив дека преобратувањето на христијанството е постигнато со молитви и обраќање кон Бога. Тогаш јасно видов и разбрав зошто Исус го повикал Савле од Тарс во христијанството. Некој се молел Павле да биде преобратен. Ниту еден ден не би поминал, а таа личност да не се зазела за негово молитва кон Бога. Ова е навистина силна молитва посредничката, почитувани гледачи. Молете се за вашите домашни, за вашите пријатели кои можеби се уште не го познават Бога, но ставите го на вашиот список, молете се и Бог ќе направи чудо. Лично верувам дека наскоро ќе се случиат силни чуда на откупување со силата на застапничката молитва, зашто Светиот Дух води голем број припадници на Божиот народ во молитва за оние кои се уште се на страна на сатаната. Елена Вајт уште пред 100 години објавила: пред Бог да ги излие своите судови на светот меѓу неговиот народ, ќе се јави такво будење на вистинска побожност какво што не се видело од времето на апостолите. Значи во последно време, пред второто Христово доаѓање ќе се случи навистина големо обратување на луѓе. Многу луѓе ќе истапат напред, кои можеби сега се во срам, во сенка и јавно не се декларираат дека се христијани. Ќе дојде ден кога тие ќе истапат напред. Нешто слично го сторил и Никодим, човек кој дошол ноќно време кај Исуса да го праша дали е тој учител, и тој признал дека Исус е учител, но на крајот поставува прашање: Исусе, што треба да направам за да се спасам? А Исус, директно гледајќи го во очи му, кажува: Никодиме, Никодиме, мораш наново да се родиш. Никодим бил збунет, мислејќи дека треба повторно физички да се роди, но Исус му вели: оној што е роден од тело, еднаш е роден, но треба да се родиш со вода и со дух.
Всушност, Исус го повикал Никодима да изврши новораѓање со крштевање, со заронување во вода. Тоа Исус го признава, крштевање на возрастни луѓе. Денес и нас на Исус повикува да истапиме напред јавно и да се декларираме дека сме Христови следбеници и ученици. Понатаму, почитувани гледачи, Роже Монро во својата книга опишува многу интересни случаи на посредничка молитва. Кога се молил за многу луѓе, кога се молил за она семејство што во минатата емисија го спомнавме, кога тој се молил за оној директор кој сакал да се разведе, но сепак срекно се завршило. Тој проблемот го изнел пред Господа. Еве уште неколку мисли да ви пренесам од ова интересна книга, почитувани гледачи. Верувам дека денес со голема сила и копнеш треба да се молиме за небесна радост. Само тогаш ќе можеме тој ист благослов да го насочиме кон другите. Нека и ние во овој ден бидеме мостови, почитувани гледачи, да ја пренесуваме радоста на луѓето кои се околу нас. Може би и ние имаме проблеми, секако, и нам не е тешко, но ако денот го започнеме со Господа, проблемите ќе бидат многу порешливи и многу ќе се поднесат полесно, зашто нема да ги решаваме сами, нема да ги носиме сами на грб, туку со нас ќе биде и нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Еве, тоа беше краткото размислување за молитвата ова утро, почитувани гледачи. Продолжуваме со песна, потоа повторно се враќаме во нашето студио. You surround me with the song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. And I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect.
perfect in all of your ways to You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I am a child of God. I am a child of God. Поздрав до сите вас, драги гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте во нашата програма. Вие следите утринската програма на Адвентистичкото радио Глас на надежта од Кавадарци. Секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме почнавте да ја следите нашата програма. Следува животно искуство. Овде кај мен имам едно искуство кое верувам ќе биде интересно, зашто доаѓа од човек кој лично го доживел. Човек кој бил хроничен алкохоличар, станува угледен христијанин. Човек кој употребувал секојдневно алкохол. Знам и денеска има многу луѓе кои се бават, односно кои се оптеретени со тој порок со алкохолот. И, на жалост, многумина и завршуваат со својот живот кога употребуваат во големи количини на алкохол. Се подсетувам на она време пред 15 години кога не знаев за Христа. Се присетувам како седам со другарите во едно меанче, значи во кафана, зачадено од цигари, а пред мене повеќе видови алкохол. Бев 15 години помлад, сега имам 58. Тогаш бев голем зависник од алкохол, не можев да издржам ниту еден час без да се напијам алкохол. Го замислував алкохолот како единствено нешто што ми донесува задоволство и среќа. На жалост и денес има се уште луѓе кои мислат дека без алкохол не може да живеат, дека алкохолот е нешто без кое тие не може да го замислат својот живот. Бев во брак со жена што ме поднесуваше и која што ме сакаше. Меѓутоа кога дојдев дома, кога се враќав дома во касните вечерни часови, животот ги го загорчував со тоа што многу пиев и ја малтретирав. Знаев, доколку пием и понатаму, ако продолжим понатаму, таа еден ден и ќе ме остави. Се случувало некојаш од пиење да заспијам и во автобус, враќајќи се дома. Неколку пати бев истепан и оставен така на улица, но кога ќе се разбудев од алкохолот, повторно земав ново количество и така до бескрај. По повеќе време се појавија и проблеми во семејството. Мојата жена се разболе тешко, од една тешка болест и мораше да лежи во болница. Моите посети кај неа не беа толку чести. Мислев само на алкохолот, па така и моите должности кон семејството воопшто не ги одржував. Се случи еден ден да се најдам во друштво на алкохоличари, мои поранешни другари, и за да им докажам каков алкохоличар сум јас, испив половина литар вињак Рубин, така што мора да ме однесат дома на количка во бесвесна состојба. По извесно време повторно пијан, ама не толку отидов во посета на мојата сопруга во болница. За време на таа посета, мојата жена нешто ми зборуваше што во моментот не можев целосно да го разберам. Таа вечер Бог во сон нешто ја објавил. На сон и се појавила една личност, облечена во долга бела облека. Во својата рака држела една книга која што ја подала и рекла мощне, важни зборови. Земи ова книга, која вие заедно со вашиот сопруг треба да ја читате и да ја проучувате. Кажувајќи ми го ова, мојата сопруга со солзи во очите ми рече: Трајко, овој сон не е обичен. Сигурно Бог сака да ти го одвлече вниманието од алкохолот, а воедно сака да го спаси нашето семејство. Послушај го, сигурно ќе ни биде многу поубаво ако го послушаме Бога.
И така посетата заврши. Се враќав дома, но во миг, во моите мисли, остана зборовите што ова личност ги кажала на мојата жена. Размислував за зборовите и некако во тој момент на еден чуден начин слушнав еден тиво глас кој ми рече: послушај ја твојата сопруга. Мене сето тоа ми изгледаше многу чудно. Сепак продолживме со животот што го живеевме дотогаш. Чудни се патлишата по кој не води Бог. Сега размислувам колку Бог е мокен и како тој има сила да ги избавува луѓето на чудесен начин. Не случајно, еден ден кај нашиот брат во комшиите дојде еден средновековен човек кој носеше религиозни книги. Тој ја отвори темата за Бога. Одеднаш во мене се појави неверојатна желба да ја слушам пораката на тој човек преку кого зборуваше Бог. Слушајќи го внимателно и неговите зборови, што ги изнесуваше, донесов одлука во моето срце да го и јас прифатам Бога и да го оставам алкохолот. Кога на крај човекот заврши со сведочењето, му реков: пријателе, може ли утре да дојдете во мојот дом и мене и мојата сопруга да не подучавате за патот на вистината? Човекот тоа го прифати со радосно срце и така се случи. 2 пати седмично тој доаѓаше во нашиот дом со еден помлад верник и ги учивме темите за крштевање. По 8 месеци проучување на основните вистини од Светото писмо бев крстен заедно со мојата сопруга на реката Треска. Бев многу среќен кога во таа 1994 година заедно со мојата сопруга влегов во свечен завет со Бога. Му благодарам на Бога за неговата милост кон мене и кон моето семејство. Ова мое големо искуство нека биде пример за сите оние што имаат таков проблем со алкохолот како што имав јас. Нека дојдат кај Исуса такви какви што се. Исус сигурно ќе му помогне на секој без разлика на припадноста, било раса или нација. Нека биде слава на Бога. Еве, почитувани гледачи, ова беше искуството на Трајко и на неговата сопруга, кој бил навистина чврст алкохоличар, кој својот последен денар го давал на алкохол. Меѓутоа, постоела опасност дури и неговото семејство да се распадне, жената да го напушти, иако веќе била болесна. Но сепак Бог направил чудо. Бог му помогнал Трајко да стане христијанин, да го следи Исуса Христа. Може би и ти, драги пријателе, имаш некој порок, може би употребуваш цигара, може би употребуваш алкохол. Бог има мог и начин да те ослободи. Еве, за сите вас кои имате проблем со цигарата, почитувани гледачи, сакам да ви го понудам овој проспект, петодневен план за одвикнување од пушењето. Значи, вие кои имате проблем со цигарата, слободно побарите го овој петодневен план за вас или за вашите комши, за вашите пријатели, а ние ќе ви го испратиме по пошта. Денеска многу луѓе се случуваат со тој проблем. Употребуваат било какви медикаменти, таблетки или сиропи и не знам кои други работи да се откажат од пушењето. Ние ви нудиме бесплатен петодневен план за одвикнување од пушењето. Слободно побарете го, а ние ќе ви го испратиме. Следува рубриката за здравјето. Овутро сакам да споделам нешто многу интересно за сите вас, почитувани гледачи. Здравствени совети за зајакнување на имунитетот. Се уште сме во сенка на епидемијата на коронавирусот COVID-19. Како да го зајакнеме нашиот имунитет? Тоа е многу важно за да се спротивставиме на сите зарази, на сите болести кои харат на оваа планета. Сепак, животните навики играат многу важна улога во сето ова. Дали знаете дека се што јадеме, колку сме активни, колку добро одмараме или спиеме и како се справуваме со стресот, сето тоа влие на нашиот имунитет. Истражувањето покажува дека здравата исхрана, редовно вежбање, соодветниот одмор и ефикасното управување со стресот влијат на способноста на организмот да се спротивстави на бактериите и вирусите. Тоа е навистина многу важно, почитувани гледачи. Да одвоиме малку време накратко да ги испитаме овие сегменти. Прво, хранете се здраво.
Сара Станер, директор на Друштвото за научна исхрана во Велика Британија, е нагласува важноста на диетата богата со хранливи материи. Недостаток од хранливи материи, вклучувајќи ги протеините, цинкот, селенот, бакарот, железото и витамините А, С, Д и Б, ќе влие на функцијата на имунитетот, па затоа најдобриот начин да се заштитите да јадете разновидна храна. Хранливите материи се многу важни, значи се потенцијални за заекнување на имунитетот, вклучително витаминот А. Например, овоше и зеленчекот како што се портокалите, морковите, кајсиите и така натаму. Витаминот Е, ореви, житарки, растителни масла и пченица и селенот во бразилскиот орев. Што ако јадете добро, сепак подлегнувате на настинки, грип и други вируси. Тоа се случува. Некој се чува, се пази, меѓутоа ете и може тој да оболи. Сепак експертите за билки имаат добри предлози кога станува збор за некои природни извори кои можат да помогнат во заекнување на имунитетот и потиснување на некои вообичаени симптоми на настинки и грип. Еве што предлага Бетси Банкфорд. Ехинација. Што е тоа ехинација? Го стимулира имунолошкиот систем во борбата против настинките. Јагода помага при сезонски грип. Цвет од јагода потикнува потење, што може да помогне во намалување на температурата. Еукалиптус има антибактериско дејство и помага при искашлување и може да помогне при блокирани дишни патишти да го олесни дишењето. Канадски жолт корен помага при бактериски инфекции. Ѓумбир помага во расчистување на дишните патишти и го загрева телото. Неговите антиинфламаторни својства помагаат при воспаление на грлото. Сладко дрвце го зајакнува имунитетот и ја облажува болката во грлото. Жалфија ги облажува болките во грлото и секретот во синусите. Црвен брест, лек против болки во грлото со голема содржина на слуз, супстанца што го премачкува грлото и помага при облажување на кашлицата. Мајчина душица или тимијан содржи антибактериски соединенија, како и секогаш вие треба да се консултирате со вашиот лекар или фармацевт пред да користите какви било лекови. И сега одиме на физичка активност. Еве некои од причините зошто е важна физичката активност. Истражувањата покажа дека секојдневно умерено вежбање може да ја заекне, односно да го заекне имунитетот и на тој начин да го намали ризикот од настинки и кашлица. Редовно вежбање ќе направи да се чувствувате поенергично и полесно да излезете од топлиот кревет во студеното и темно утро. Факторите стрес и сон. Психолозите кои работат во областа на психоневрологијата открили дека нашата состојба на умот исто така влие на нашата здравствена состојба. Некои дополнителни студии покажа дека адекватен и доволен сон помага во заекнување на имунитетот и на функцијата во одржување на целокупното здраве. Значи, редовно и на време одење на спиење. Соодветно спиење и ефикасно управување со стресот се клучни за одржување на стабилен имунолошки систем, особено во студените месеци. Професорот Еклес, директор на Центарот за настинки и назалност, вели дека нашиот имунолошки систем е послаб во овој период од годината, а стресот и лошиот сон се исто така едни од факторите. Овој човек зборува значи за есенскиот, зимскиот период кога сите ние сме повеќе подложни на настинки. И на крајот, хигиена. Професорот Еклес ја нагласува важноста на општата хигиена и темелно миење на рацете, особено по посета на јавни места. Тој нагласува дека солзите излегуваат од окото преку каналот во носната празнина и која ќе ги допреме очите со контаминирани прсти ги принесуваме вирусите на носот. Додатоци витамин Д. Што е со додатоците кога станува збор за витамините? Дали има некои
од витамини кои директно влијаат на изградбата на нашиот имунитет. Говорејќи за неопходноста од додавање, односно додатоци, доктор Еклес изјавува: исто така земам витамин D3 како додаток кој е познат како витамин на сонцето или нешто што најмногу ни недостасува во текот на зимските месеци, кога настинките се на својот врв. Витаминот D може значително да го зајакне имунитетот во текот на зимските месеци, кога неговите резерви се многу мали како резултат на недостаток на сончева светлина. Има доволно информации што сугерира дека витаминот D е витален витамин на имунолошкиот систем. Пригледувајќи ги овие здравствени совети, кои може да ни помогнат да го зајакнеме имунитетот, сватив дека ако постојано се придржуваме до нив, моето здравје сигурно ќе има корист. Ви посакувам на сите само добро здравје. Тоа беше советот од Шерон Плат Мекдоналд, кој ни го опиша имунитетот, како да го подобриме во овие зимски денови и времења кога навистина надвор е студено, кога сонцето е повеќе заткриено, него ли со своите зраци да ги милува нашите лица. Ете, и на овој начин можеме да се заштитиме, почитувани гледачи, и да имаме и во зимскиот период добро здравје. Одеме сега со една христијанска песна да направиме една пауза, а потоа повторно се враќаме во живо во нашата програма. Еве повторно назад во емисија, почитувани гледачи. Продолжуваме со нашата последна рубрика, зборуваме за археологијата која потврдува веродостојноста на Библијата, на Светото писмо. И во оваа прилика сакам повторно да ви ја препорачам Библијата, Светото писмо, книга над книгите. Значи сите вие кои сакате да имате, почитувани гледачи, Библија бесплатно, Свето писмо во вашите домови, слободно пишете ни. Во нашето студио имаме доволно количини на Библии, на Свето писмо, и ќе можеме да ви ги испратиме по пошта за вас или за вашите најблиски во семејството. Се враќаме сега повторно да ви пренесам неколку интересни мисли од книгата Археологија, ја потврдува Библијата, од професорот Драго Обрадовиќ. Тој бил лично на тие простори на Блискиот Исток и собрал доволно информации, и тие информации тој ги преточил во своите книги. Тој има неколку своји книги напишани, ние имаме преведено и на македонски јазик, така да ова книга Археологијата ја потврдува Библијата е на македонски јазик. Денес ќе читаме за папирусите од Елефантина. Елефантина е остров во делтата на Нил, спроти денешниот град Асуан. Едно од откритијата што вчудовидува во Египет во почетокот на 20 век било откритието на папирусите, пишувани на арамејски јазик од 5 век пред Христа, познати во научните кругови како елефантински папируси. Уште во 1800
1993 година археолозите во урнатините на јужната страна на Елефантина ги пронашле овие стари папироси. Ги открил американецот Чарлс Едвин Вилбур. Пред научниот свет да дознае за ово откритие, Вилбур умрел на патот кон Америка, а сандукот во кој се наоѓале овие папируси останал неотворен се до 1947 година не станал собственост на музејот во Бруклин. Некои од папирусите од Елефантина свое место нашле во Египетскиот музеј во Каиро, а други во музејот Бодлиен во Оксфорд. Еврејската колонија на островот Елефантина главно се состоела од војници, платеници, иако некои папируси спомнуваат и присуство на еврејски трговци. Тие се сместили во Египет главно за време на владењето на фараонот Хофра 588 година до 569 година пред нашата ера. Кога царството на Јуда паднало во раците на Навудоносор, Иерусалимскиот храм е наполно разорнат. Египет станал погодно прибежиште за сите проегипетски и антивавилонски ориентирани евреи. Иако пророкот Еремија ги советувал да не одат во Египет, многу евреи го отфрлиле неговиот совет, па дури и него го одвеле таму. Папирусите од Елефантина потекнуваат од јудејската касарна, која била во служба на египетските владетели, сместена на островот Елефантина во 5 век пред нашата ера, најверојатно во времето на последните јудејски владетели. Тие со себе го донели својот верски систем и му изграделе храм на својот бог Јаху, скратено од Јехова, но едновремено им се кланяле на египетските божества. Нивната богопочет ни дава вистинска слика за религијата на многу јудејци пред да заминат во вавилонското робство. Спомнатите папируси се пишувани на арамејски јазик, кој во Персиската империја бил јазик на дипломатијата и трговијата низ цела Западна Азија и кој полека го потиснувал еврејскиот јазик. Еден од документите пронајдени на Елефантина потекнува во 407 година пред нашата ера. Тој содржи молба упатена до управникот на Јудеја да помогне при обновата на еврејскиот храм на Елефантина, која разорна додека персискиот управник во Египет отпатувал на службен пат во Вавилон и Суза некаде 410 година пред нашата ера. Во негово отсуство храмот на Бог, на Јехова е разорнат на потик од свештениците на богот Кухнам. Кога се вратил персискиот управник во Египет, ги казнил сторниците, но не издал веднаш дозвола храмот да се поправи. Од евреите прво барал да добијат согласност од ерусалимските власти. Еве понатаму уште некои мисли да ви пренесам, почитувани гледачи, во врска со овој интересен пронедок што го пронашле археолозите, овој папирус на кој имало мноштво докази која потврдуваат веродостојноста на Библијата, на Светото писмо. Јазикот на папирусите исто така покажува дека арамејскиот јазик од книгата на Ездра е сличен со јазикот со кој се зборувало во 5 век пред нашата ера. Писмата што се наоѓаат во 4 глава од книгата на Ездра откриваат ист општ стил, па се пишувани со еднаков јазик и стил слично на драгоцените документи од островот Елефантина. Со Божје провидение, овие значени документи, 50 години откако се откриени и лежеле во сандакот, со својот уверлив глас се придружиле кон многу други сведоци за да ја потврдат вистинитоста на библиските извештаи. Излегле на виделина за да извршат силно дело за Бога во наше време. Еве, драги гледачи, верувам дека се охрабривме, дека денешната Библија е оригинална, веродостојна на првата Библија која била пишувана од страна на пророците и апостолите. Знаеме денеска дека оригинална Библија не постои, него денешната Библија е препис од оригиналот, препис на препис. Постои таа масоретска школа на луѓе кои Бог ги потикнал во минатото да извршат препис од оригиналот, зашто тие свитоци денеска не се сочувани, тие се истрошени, но Бог во дадено време кога оригиналите постоеле на Библијата, тие биле препишувани и денеска ние имаме Библија, книга
верна на оригиналот. Денеска археолозите тоа го потврдуваат и она што го пронаоѓаат во земја го споредуваат со библиските извештаи и тие се толку храбрени, толку радосни, а верувам дека и ние сме радосни и храбри затоа што преку овие археолошки потврдени пронајдоци уште еднаш чврсто застануваме на страна на Библијата дека е Божја книга, Божје писмо опатено до сите нас. И ве дојдовме до крајот на нашата утринска програма. Почитувани гледачи, ви закажувам нова средба и утре во 8 часот и 30 минути. Бидете одговорни, Господ нека ве чува и се гледаме во наредниот ден. Пријатно. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.